Предлог законот за јазици ќе биде објавен сега, ќе се носи после локалните избори. Законот за јазици кој беше клучен за коалицијата помеѓу СДСМ, ДУИ и Алијансата за албанците, сепак предизвика различни видувања кај коалиционите партнери. Партиски извори велат дека во ДУИ процениле дека нема да можат да го издржат притисокот од БЕСА, но и од гласачите, пошто лидерот Али Ахмети му посочил на Заев дека тој влегол во ризик со тоа што напуштил коалиција која носеше резултати, работни места, фабрики и дека тоа мора да го компензира. И лидерот на Алијансата на албанците Зијадин Села, кој предизвика жестоки реакции во јавноста со своите антидржавни и антимакедонски изјави, постави ултиматум до Заев дека доколку не се изгласа законот за јазици во првите 100 дена од новата влада, ќе ја изгубат неговата поддршка. Është qëndrim partiak, e kemi thënë edhe më herë. E kemi thënë përpara se të votohet qeveria, por zhvillimet politike bën që të bëjmë një kompromis, dhe kompromis tjetër jashtë 100 diçit nuk do të bëjmë. Неофицијално решението на премиерот Заев е летово да се објави предлог законот за јазици, кој потоа ќе биде доставен до Венецијанската комисија за мислење и анализа, со што практично би се пролонгирал таков закон до после завршувањето на локалните избори. Доколку вака биде објавен законот пред изборите, велат познавачите, ќе ги задоволи апетитите на албанските партии и инсистирањето на Ахмети и Села, а законот ќе биде изгласан по изборите, односно со тоа ќе ги намали можностите за негативни реакции. Познавачите тврдат дека купувањето на време преку Венецијанската комисија и носењето на спорниот закон по изборите ќе даде простори да отстапи од договореното спрема албанците и да менаџира во согласност со мнозинската волја. Во моментот Заев се соочува со низа ултиматуми. Грција условува за името и идентитетот, Бугарија за историјата, албанците за јазикот. Македонската јавност со право прашува што понатаму по овие ултиматуми и каде во сето ова е македонскиот идентитет и македонската држава.